Јас сакам на професорката Тања Каракамишева која што ми предаваш. Значи имаше гостување на телевизија. И стварно мислам дека не и требаше таков настап у кој што тераше политика, а не професија. Мислам дека една од подобрите професори на факултет, они у тие ден-два додека се случуваше ова пред Уставниот суд ги извадија и ги изгорија еден куп луѓе, стаја на теноклет да зборат за аргументи против двојазичноста, практично ги поизлизга. Се повикуваше професорката Каракамишева на одлука на Уставниот суд од 97 година во која што бил прогласен за неуставен законот за употреба на знамињата. Тој случај со овој случај нема никаква врска. Тогаш Киро Глигоров воопшто не бил во можност да стави подпис на законот или да стави суспензивно вето затоа што бил повреден. И го потпишал Тито Петковски председател на собрание, што е тогаш да спротивно е на процедурите, заради тоа што му било одземено правото на суспензивно вето на Киро Глигоров. Во овој случај Ѓорги Иванов става суспензивно вето, се враќа законот, го гласаат пак. Чао, другар. Тоа е тоа. Проблемот е што они претходно градеа кампања, собираа гласови, лажеа народ дека ќе го укинат законот за јазици, за употреба на јазиците. Што не е точно, не е возможно. Барем не е возможно во Уставен суд, не може пред Уставен суд, може да изгласат укинување, да изгласат не постои.